Откако беа слободни во Воведното, а славеа со 4-1 на гостувањето во Свети Николе кај Овчеполе во второто коло, младите фудбалери од Кривопаланичкиот клуб Премиер продолжија триумфално и во третата рунда од Козјачката лига. Поинаку не можеше и не смееше да биде во премиерниот настап пред домашната публика. Во саботата предпладне на 29 септември пред нашите фудбалски надежи подклекна и иднината на едно звучно фудбалско име – Силекс. Младинците на Кратовскиот тим, кој може да се пофали со долгогодишна традиција, квалитетна фудбалска школа и континуирани настапи во државната елита, од Кривопаланка си заминаа со полна мрежа. 6-3 гласаше конечниот резултат, иако само деконцентрацијата на кривопаланчани им дозволи на гостите во завршницата да го ублажат поразот. Надпреварот мина во целосна доминација на Премиер. Кратовци во текот на мечот воопшто не успеа да ги поврзат редовите и да креираат пристојна акција или шанса. Нашиот табор играше, погодуваше, а во неколкуте моменти кога ќе ја загубевме присебноста и топката во опасната зона, гостите помалку и среќно успеваа да казнат. Резултатот го отворивме рано уште во 10-та минута. Стефан Ангеловски искористи двојната несигурност на гостинскиот голман и погоди за 1-0. Не минаа 60 секунди, а водството беше удвоено. Овој пат, малобројната публика на Кривопаланичкото фудбалско игралиште имаше прилика да види вистински еврогол. Капитенот на нашиот тим, Александар Николовски, мина крај тројца противнички фудбалери и од близу 20 на метри неодбранливо шутираше кон Кратовскиот гол. Одличната игра на младите кривопаланчани продолжи и во преостанатиот дел од првото полувреме, а за на одмор да заминеме со уште поголема позитива, во 25-та минута се погрижи Бојан Павловски. Иако сите сигнализираа и изгледаше дека има погодок по изведувањето на корнерот, сепак реализацијата беше впишана неколку мига подоцна од следниот обид. Уште еднаш мала историја на нашите фудбалски надежи. Сликата иста и на почетокот на вториот дел, само страните сменети. Кратовци не успеа да се бранат долго, па по само 5 минути игра во продолжението беше 4-0. Нова одлично изработена акција на фудбалерите на Премиер, која ја заврши Александар Давидовски. Следуваше мал пад во играта, па гостите добија прилика да се заканат. На нивниот прв погодок кумуваше и несигурноста и лошата интервенција на домашниот голман. Меѓутоа ни се реваншираше Кратовскиот чувар на мрежата по само 2 минути. Со малку среќа на 5-1 с големи Игор Митковски. Публиката имаше можност да види уште една убава реализација во 29-та минута, но за жал беше дело на фудбалер на Силекс кој намали на 5-2. До крајот на средбата уште по еден погодок на двете страни. На истекот на 30-та минута за паланчани стрелаше Даниел Трајчевски, а гостите во самиот финиш ги поставија конечните 6-3. Разбирливо, тренерот на ФК Премиер, Дејан Стојановски, беше презадоволен од представата на неговите избраници. Во целина, значи, сум благодарен на мојата екипа што оствари уште една победа последователна, така да после победата во Овчеполе, значи со Овчеполе Свети Николе, 4-1, сега има 6-3 резултат. Имавме добар резултат, морав малку и втората екипа малку да ги ставам да играат сите дечиња. Направивме 6-3, мислим дека е доволно резултатот. Да имаат мотивацијата им помалите да играат тие што се малку послаби. Така да задоволен сум од целата утакмица, дечињата си ја завршија работата. Мислам дека се окей. Каква беше тактиката, ако може да забележам од резултатот од првиот и од овој надпревар, играме доста напаѓачка игра, тоа го говорат и головите, значи 4 таму, 6 овде, дури 10 гола, значи имаме стрелци. Мојата значи тактика е мора средниот ред да ми ја заврши работата за да имаме голови и да имаме нападачка игра. Значи средниот ред мислам дека ми е добар и мислам дека дечињата супер си ја завршуваат работа на средниот ред и тука се ни резултатите. И гостинскиот тренер го спомена тоа, посебно го потенцираше капитенот и неговата игра, дали има ти од некој играч да си позадоволен негде каде што треба да се коригира по друга страна? Па во целина мислам дека сум задоволен од сите, посебно ќе се надовршам на мојот колега од Кратово, значи од Силекс, посебно од капитенот десетката, така да мислам дека дечкото и сите ги мотивираше да направиме еден таков резултат што задоволувачки за нашата екипа. Иако сме само на почетокот, меѓутоа вакви две убедливи победи сигурно даваат мотив, ја прават атмосферата позитивна. Дали е тоа случај и какви се вашите очекувања во идните кола, па и општо, иако сме рано во првенството година? Така, значи, наравно кол играме со Речица од Кумано, тука па на домашен терен. Мислам дека сега малку да не биде оптимистички, мислам дека немаат конкуренти во нашата лига.
Моментално мислам дека сме најдобри. Оптимизмот на Стојановски ќе биде ставен на испит веќе во следното коло. Сепак доколку може да се суди по виденото досега, истиот е оправдан. Гостинскиот тренер спортски го прифати епилогот, джентлменски признавајќи ја подобрата форма на премиер. Не е проблем дали сме поразени или победени, битно е дека децата играат фудбал. Што повеќе да кажем, камо среќа да секоја недела да се игра овакви утакмици, миролюбиво, пријателски, а победникот ни најмалку не е битен. Гледајќи го надпреварот, што е она што мислите дека можевте да го направите подобро, што е она што им ја донесе победата на домакините? Па видите да ви кажем, не е проблем, ја што мислам, моето мислење, ќе ви го кажем отворено, капитенот на домакините е играч кој што треба да се гледа. Значи, мислите дека тој беше оној што ја направи разликата? Да, секако мислам дека капитенот на домакините го носише товарот на целата игра и со него имаше превлага домашната екипа. Иако сме доста рано на првенството, се уште е второ коло, вие имавте реми во првото. Како ги гледате вашите шанси, како ја гледате конкуренцијата во лигата? Шансите наши објективно се многу мали, затоа што ние како град имаме и одлична школа, но многу малку деца. И сега, додека другите екипи располагаат со многу поголемо количество на дечиња, значи има поголема конкуренција, а самата конкуренција носи поквалитетни играчи. Сега, кај нас, видовте и сами, имаме 2 до 3 дечиња кои што ќе ги гледаме да бидат нели во догледно време фудбалери на Силекс, а додека во другите екипи, минатото коло игравме во Куманово, исто таму, замислете, кај нив доваѓаат 40 дечиња, кај нас доваѓаат 15. Тука е разликата. За сите оние кои не знае или не може да дојдат и во живо да го проследат надпреварот минатиот викенд, телевизијата Златен канал ќе емитува интегрална снимка, па вие сами пресудете дали вреди престојниот викенд да дојдете на градското фудбалско игралиште. Представата на младите кривополанчани нема да ве остави рамнодушни, а знаете дека вашата поддршка е добре дојдена.